Извинете, господине, дали може кратка анкета? Може. Тетовскиот суд одлучи печатите на Алијанса за албанците му припаѓаат на крилото на Таравари. Каква драма, конечно се реши, значи, случајот со печатите. И како да ви кажам, сега сум целиот облеен со среќа. Мојот живот конечно доби смисла ова со печатите пошто се реши. Европската унија ќе го пречека Обединетото кралство со расширени раце доколку одлучи да се врати на единствениот пазар, рече францускиот министер за надворешни работи. Па според мене сега на Европската унија фалат пари, а фунтите добро ќе дојдат. Од друга страна, Лондон не виде голема фајде што излезе од Европската унија. Така што ќе се случи според мене леси се враќа дома. Меѓународната конференција на синдикати оцени дека социјалниот диалог во Македонија е на многу ниско ниво. Ова меѓународни ја критикуваат владата пошто го напаѓа ССМ. А знаеш колку ја заболеува владата за ССМ коланскиот снег, ме разбираш? Лани немаше снег. Па тоа ти зборам бе, ССМ ќе си плаче, владата ќе си тера по своја, а ние ќе си екзистираме со овие бедниве плати, извини. Жена. Кажи, срцка. Злато, кажи. За 5 минути се враќам. За 3, ама нема проблем, за 3. Ајде, чао, срцка. Изгледате поприлично исплашен од кога ви се јави жена ви. Зато што јас сум лав. Каков лав, побледевте. Па, знаеш ли дека лавот како крал на животните единствено што се плаши од лавицата, а пошто јас се плашам од жена ми, значи јас сум лав. Од Чирската црква Свети Великомаченик Ѓорги е одземен бакарен лим од кровот на храмот. Сакаш да кажеш украден? Па да, штетата е 150.000 денари. Шо сме почнали да крадеме од Божји храмови, значи баги ѓаволчиња сме станали. 95-ката се продава за 86,5 денари по литар, 98-цата е 88,5 денари по литар, а дизелот чини 92 денари за литар. Па во Европа бензините се околу 120 денари и транспортните трошкови се зголемени за 15%. Значи се што ќе дојде од увоз ќе биде зголемено за 15%. Со оглед на тоа што сме ние увозно зависна земја, значи сме го обрале последното уште у март. Пратеникот Цеков од Знам е за зголемување на минималната плата, а истиот овој пратеник вели дека нема ништо против за внесување на бугарите во уставот. Некој сака да му биде колега на Шилегов, така осеќам. Како мислите, колега? Колега по клоцу дупе, како мислам. Финска е најстрекна земја на светот, ние сме 82 место. 82, ама од 147. И многу ми е кеф заради тоа што од нас се понесрекни и албанците, и грците, и бугарите. Па да гледаме за себе, да не интересира за други. Да не интересира. Ти среќен ли си? Па среќен сум, во понеделникот земав плата, уште ја немам потрошена. Па ти си среќен, јас сум среќна и според твојата анкета, значи 100% од македонците се среќни. Ај со здрави. Па така му доаѓа, да. Добар ви ден, господине, како сте? За празник ли работите? Ајде среќен празник на сите што го слават празников. Ајде среќен празник, дали може кратка анкета? Може. Минатата година граѓаните на Македонија за купување станови потрошиле вкупна сума од 545 милиони евра. Пола милиарда евра за станови? Да. Па. А сите викаат пари за живот нема, а пари за станови има. Ај се објасни ми го тоа ти мене. Како е? Ем има, ем нема. Го гледаш Скопје во овие денови? Нели проложен викенд? Да. Па пола Скопје го нема бе. Пола Скопје отиде во Грчка да се брчка. Втора ситуација. Ја имам еден комшија кај мене во зграда. Значи комшија, кога и да го прашам, нели културно здраво комши шо правиш, како си, за никаде. Што ти е бе, викам, за никаде? Вика, немам пари. Едвам врзувам од први до први. Пред 2 дена излегува од нова кола. Викам, комши, чија е кола? Па моја бе, вика, си ја купив. Ај објасни ми, како си ја купил ако нема пари? Значи лаже, така? Сите ние имаме пари. Јас сум затоа против да се донесе минималец од 600 евра. Не, нема потреба од покачување на минималецот. Ако тоа се деси, овој народ ќе забега другарче, јас да ти кажам. И тоа ќе забега во јадење, пиење, перверзии, значи никако зголемување на минималец.
Неделава имаше прекин на сообраќајот на аеродромот Брандербург во Берлин поради штрајк на вработените кои бараа повисока плата, дури 57.000 патници беа заглавени по ходниците. Значи германците бараат поголеми плати и они немаат пари. Добра, сега се вратиме ние на ова штрајков што бил таму што кажува, значи аеродромот затворен, така? Да, затворен. Јас затоа не мрдам од Македонија, бе човече. Еве на пример, ќе отидеш на Блиски Исток, така? Ќе пукне војна, ќе те заглават. Не можеш да се вратиш. Ќе отидеш во Дубај. Ракети преку глава ќе ти летаат, ќе те заглават, не можеш да се вратиш. Еве се ти кажуваш за Германија. Значи ќе отидеш во Германија, штрајк на аеродром, како глува кучка ќе шеташ по аеродромските ходници, ќе те заглават и не можеш да се вратиш. Затоа Горан не мрда од Македонија. Додуше и овде сум заглавен, ама барем сум дома и трпам. Тоа е. Па добро, сите трпиме. Па трпиме, јас трпам, ти трпиш, тој трпи, ние трпиме, вие трпите, тие трпаат. Тие трпат, не трпаат, не ве разбирам. Трпаат, тие трпаат и гајле си немаат, човече, и не знаат за ситка, не знаат за доста. И нека трпаат, трпајте сите, ај трпајте.